Добре дојдовте, колеги. Ќе се обратат ти, градоначалникот и Пеце, организатор на фестивалот од Ар 10 продукција, потоа нели доколку има и прашања, но прво да ги изнесеме најважните детали како поминаа сите 4 фестивалски денови на овој 18-ти Пивофест. Повелете. Да се обратам јас само. Почитувани присутни, ви благодарам за вашето присуство. Почитувани медиуми, ви благодарам што на еден прекрасен начин го следевте и го промовиравте Пивофестот 2022 година. Еве еден ден после завршувањето на овој најголем и најмасовен фестивал на пивото, можам да соопштам дека Пивофест 2022 помина безпрекорно и апсолутно организирано. Со најголем број на изведувачи на сцената, кое што уназад години не се случило, и за таа добра организација на овој 18-ти Пивофест во издание на Пивофест 2022 заслуживме и заслужија сите подеднакво, почнувајќи од естрадните уметници, угостителските објекти кои што имаа своји штандови, потоа најголема заслуга сигурно заслужуваат нашите граѓани Прилепчани, кои што достоинствено излегоа и во масовен број, но и прекрасно се однесуваа за сите овие 4 фестивалски денови. За ова може да го пофалиме и градот, со се она што го имаше понудено, значи Прилепската чаршија и отворените дујчани, каде што низ овие 4 дена поминаа повеќе од 100-120 илјади посетители, меѓу кои имаше и присутни од нашата диаспора. Значи, едноставно кажано, успешни поминати 4 денови. Не послужи и времето, прекрасни вечерни часови, локалната самоуправа и јавните комунални предпријатија максимално допринесоа се тоа да течи безпрекорно, бидејќи имаме податоци дека од јавното комунално предпријатие подигнати се 50 тони ѓубриво, што е еден показател дека посетеноста била максимална и дека безпрекорно секогаш наредниот ден во утринските часови денот беше прекрасно среден, уреден и ја нудеше истата забава во наредните 24 часа. Примивме околу 3000 автомобили, значи располагавме со доволен број на паркинг места, кои што обезбедуваа и паркирање и безбедно напуштање од нашиот град. Доколку земиме во обзир дека успехот го гледаме и во тоа што со самото присуство на посетителите се зголемува и локалната економска ситуација, кој што се надеваме дека секој граѓанин или секој посетител во нешто уживање во пивото, во скарата или купувајќи производи од нашата чаршија, значително даде допринос за подобрување на економската ситуација. Претходно, за многу кратко време, соочени со предизвиците на економската, енергетската или политичката ситуација, бевме на двоумење дали ќе се одржи или не. Навистина покажавме дека за најкраток период можеме успешно да се организира и да, значи, благодарение и на организаторот и на покровителите, да имаме едно прекрасно светло во Македонија. Локалната самоуправа докажа дека навистина заедно се разбира со организатор Прилеп го докажавме дека е најфестивалски град во Република Македонија и пошироко, и со тоа го заслужи епитетот да се вратиме повторно на мапата на фестивалски градови. Прилеп, кој што не е толку туристички град, докажа дека може да има и капацитет да прими толкав број на посетители. Ви благодарам на сите.
само пред неколку денови на истово место се видовме сите заедно со надеж за ова година фестивалот да помини. Се надевавме во едно убаво и прекрасно светло. Еве денес после 4 денови се сретнуваме тука повторно. Сите сме задоволни, среќни, затоа што навистина она што го очекувавме навистина се случи. Прилеп во 4 денови покаже еден убав фестивал, масовно посетен, со премногу учесници кои што беа од македонската забавна сцена, повикани на нашата сцена во Прилеп, на стејџот кој што го имаше Пиво Фестот. Македонските артисти покажаа дека можат да соберат повеќе од 30 до 40 и 50 илјади публика на вечер, особено во петокот и саботата. Саботата како најкулминантна. Покажавме дека она што го очекувавме и го добиавме. Целата организација, особено техничкиот дел, потоа делот на обезбедувањето. Презадоволни сме исто така од агенциите кои што обезбедуваа на фестивалот, но исто така сме многу задоволни од полицијата која што во координација со обезбедувањето работеше безпрекорно и Прилеп беше мирен град, весел и радосен секоја вечер. Сите 4 денови поминаа прекрасно. Музичката програма толку беше исполнета што од песна во песна, од учесник во учесник растеше кулминацијата, за да во малите сати ноќта секоја вечер беше кулминацијата достигната, за сите да си одат среќни весели за наредниот ден да се спремат за новата фестивалска вечер. Особено сме задоволни затоа што сјајот на фестивалот го кренавме на толку високо ниво што во иднина сите ќе очекуваат уште побогата забавна програма, уште повесели вечери и се надевам дека тоа и ќе го постигнеме во следните години. Бројноста на посетителите беше повеќе од 120, можеби 130 илјади посетители од сите градови Македонија, исто така и од странство, имаше доста посетители. Она што бев информиран од посетителите и од угостителите, од штандовите, представниците на пиварите, сите кажаа дека се презадоволни и не очекувале толку силен одек да има од посетители и дека толку ќе бидат исполнети штандовите. Значи сите сме задоволни. Кога тие се задоволни, посетителите задоволни и ние сме бескрајно задоволни. Јас сум среќен што годинава фестивалот толку успешно беше, да речем, реализиран со помош на исто така покровителот, делумно општината која што ни даде огромна поддршка, начело со градоначалникот и да речем делот кој што тие помогнаа во онај дел на реализација на фестивалот. Ние сме сега и понатаму се надевам дека ќе соработуваме доколку има потреба од тоа. Да очекуваме за следните години доколку бидеме ние заедно, да имаме подобри фестивалски денови, фестивалот да расте во уште поубаво светло.